колку е пазарно логички банките во земјава да заработуваат многу повеќе од највисоките играчи, најголемите компании на берзата. Добро. Каде е тука пазарната логика? Ако испоредите со обложувалниците и вкупниот промет на обложувалниците, тоа значи дека македонските граѓани или дел од нив, покрај тоа што плаќаат, како што велите, релативно висока провизија, плаќаат и за нешто друго, се подготвени за тоа. Сега не е адекватна споредбата. Добро, вака од аспект на регулатор на банкарскиот систем, ние сме на некој начин задоволни што капитализацијата, односно она што е собствен капитал на банките, адекватност на капиталот според базелските критериуми е високо над барањата, над просекот, кој што е околу 12%, кај нас е 19%, значи ова однесувањето на банките и супервизијата што врши Народна банка ги дава своите резултати, да немаме очекувања за некој, не дај Боже, да речем потрес, кој што би бил резултати, да може да се издржи некој финансиски шок, како што беше финансиската криза, затоа што, внимавајте, финансиски кризи во светот се непредвидливи. Мислам дека единствен начин е зголемување на конкуренцијата, не само во банкарскиот сектор, туку и кај банкарските услуги, особено во платниот промет. Видите, сега има овие новите финтек технологии што нарекуваат нови системи на плаќање. Ние во постапка имаме барања по кои што се, да речем, вршат анализи во Народна банка за давање на лиценци на такви платежни услуги. Мислам дека тоа е патот кој што ќе ги направи умерени провизиите, односно трошокот за извршување на плаќања и дури во инстантно време ќе стане поприфатлив за македонските граѓани. Каматните марши, разликата меѓу активните и пасивните камати никогаш не е било ограничена од ниеден гувернер до сега на Народната банка. Каматната маргина е преку 250%, имаше периоди кои им беше и 400% каматната маргина на банките. Чекайте, 400% што мислите? Базични поени. Значи, тоа се нарекува, не е проценти, базични поени. Односно 100 базични поени се 1%. Нели сакате да кажете, ако оние на кредитите биле 6, другиве биле 2. Тогаш е 400 базични поени. Така за гледачите. Точно, за гледачите. Дали како гувернер мислите да превземете, имате ингеренција да превземете нешто во оваа насока и околу ограничувањето на провизии? Ова е многу добро прашање, но во последниве месеци, да речем од почетокот на годинава, имаме една поволна ситуација каде што тој јас се стеснува. Односно се намалува постепено она што банките го наплаќаат за кредитите кон своите должници, а се зголемуваат овие така речени пасивни каматни стапки, она што го добиваме ние како штедачи. Сега, јас тоа го имам јавно кажано, пред 3-4 години, кога имавме високи негативни реални каматни стапки. А реална каматна стапка е разлика помеѓу стапката на инфлација и номиналната каматна стапка. Значи, кога стапката на инфлација кај нас беше двоцифрена, а каматите на заштедите беа 1,5%, тогаш сите што штедеа изгубивме, вклучително и јас, нели, кој што имаме некоја заштеда се разбира во банките. Тогаш да се прашував јас, ќе направив нешто што се дискутираше во Велика Британија, односно ќе им наложивме на банките да ги зголемат каматните стапки на заштедите. Да не бидат во тој степен онеправдани. И сега е голема таа разлика. Дали ќе предложите кратко некакви мерки? Се намалува, имаме конвергенција. Значи ќе чекаме самите да ја намалат без да... Сега за сега не размислувам, мислам дека тоа не би решило нешто. Ќе оставиме, не го затварам прашањето, но ќе оставиме, да речем, со подетални анализи да донесеме одлука на ниво на органите на Народна банка. Печатокот на граѓаните цело